Се очекува утре ВМРО ДПМН на Централен и извршен комитет и официјално на јавноста да и го соопшти конечниот став за референдумот. Ваквата информација за Еден ТВ ја потврди прес-службата на опозицијската партија. Според извори на телевизијата, ВМРО ДПМН на членството ќе му сугерира на 30 септември секој сам по собствен избор да донесе одлука околу референдумот. Ставот на реформаторското крило на партијата, јавноста веќе го знае, членството да излезе и да гласа според собствениот избор за договорот со Грција. Неодамна за Еден ТВ и Костадин Богданов потврди дека ВМРО ДПМН размислува меѓу две опции, дали да ги остави граѓаните да решат сами или да ги повика да гласаат против договорот со Грција. Граѓаните, па и членството наше, треба да биде свесно дека станува збор за референдум, граѓански референдум, каде што тие самите треба да го дадат својот глас и собствената одлука. Дали се, бидејќи сепак е ова историски крстопат, тоа е несомнено и на неколку пати повторено, суштинско за едината на државата. И самите граѓани ме дадена можност на 30 септември да по собствено уверување излезат, гласаат, дали смета дека е добар, не е добар договорот, помалку да ги слушаат, како да кажам, политичките партии од аспект на тоа што политичкото действување и политичката одлука ќе биде подоцна на самите политички партии. Опозицијскиот лидер Христијан Мицковски денот на стартот на кампањата за референдумот 10 септември го проектираше како датум до кога ќе се знае партискиот став, дали ќе го повика на бојкот членството, дали ќе гласа против или ќе го поддржи референдумот за името. Мицковски во неколку наврати посочи дека ВМРО ДПМН е против договорот со Грција, односно промена на уставот со цел промена на уставното име.